Пред некаде 20 на минути владата официјално доби нов член, односно владиниот кабинет доби нов член, откако со 67 гласа за и 13 против, собранието го избра Зулфикар Зейнула за нов министер без ресор. Станува збор за првиот човек на Демократската партија на турците. Ова доаѓа откако пред некаде 10 на дена ВМРО ДПМН и оваа партија подпишаа договор да станат коалициони партнери, со што владата доби плюс 7 пратеник и владината коалиција доби посилно мнозинство. Во образложение зошто Зулфикар Зейнула треба да биде нов министер без ресор, премиерот Христијан Мицкоски кажа дека станува збор за човек кој што има способности и можност да помогне на државата и на владата за подобар живот на граѓаните. Кажа дека добро е што турската заедница конечно добива човек во централната власт и дека треба и дека дојде време да се стави крај на поделбите и да се гради едно општество, да се гради еден систем каде што ќе се гледаат способностите, а не кој на која заедница припаѓа. Да слушнеме што кажа Христијан Мицкоски во образложението зошто Зулфикар Зейнула треба да биде нов министер без ресор. Верувам дека токму во ова се гледа зрелоста на влада. Да ги отвори институциите за сите што имаат знаење, капацитет и искрена намера да придонесат. Да не прашува кој од каде доаѓа, туку што знае и што може да направи. Денес повеќе од кога било, ни е потребна политика која што обединува, не политика што создава нови ровови, не политика што ги дели луѓето на наши и ваши, не политика што произведува конфликти поради дневен политички профит. Државата не се гради со поделби, државата се гради со доверба, со работа, со институции што функционираат, со луѓе кои се подготвени да преземат одговорност кога е најтешко. Но оваа седница збор зема и 20 пратеници од турската заедница, односно Бејчан Илјас од Демократската партија на турците и Салим Мурати кој што е дел од Европскиот фронт, односно коалицијата предводена од ДУИ. Бејчан Илјас кажа дека е добро што конечно турската заедница има министер без ресор, односно член на владиниот кабинет, додека пак Салим Мурати имаше друг став. Бејчан Илјас потенцираше дека оваа функција на Зулфикар Зейнула сигурно ќе допринесе и за зголемување на пријателството и партнерството меѓу Македонија и Турција, односно изрази надеж за такво нешто. Додека пак Салим Мурати реши да зборува за она кое што било внатре во коалицијата пред 2 години, односно кога Бејчан Илјас и партијата Демократска партија на турците беше дел од Европскиот фронт, велејќи дека нивни услов да бидат дел од Европскиот фронт било нивниот кандидат за пратеник да биде на листата над Салим Мурати, што тој го прифатил бидејќи бил сигурен дека сепак ќе биде пратеник во законодавниот дом, односно дека ќе има добитно место на пратеничката листа. Да слушнеме пред собранието што кажа Бејчан Илјас и Салим Мурати. По подолг временски период, турската заедница во нашата држава повторно ќе има свој представник во владата. Ова не е само избор на министер. Ова е порака дека институциите мора да останат отворени за сите граѓани и дека секоја заедница треба да ја има можноста да учествува во креирањето на државните политики. На вториот состанок беше поставен ултиматум нашето движење да не биде дел од Европскиот фронт, за тие да влезат во Европскиот фронт. Лидерот на Европскиот фронт, господин Али Амети, категорично го одби нивниот тоа барање, ултимативното барање, но кога увидел дека нема кај да одат, побара другиот услов е дека јас во листана да бидем под нив, тие да бидат пред нас. И со консултација со мене, јас прифатив, зашто знаев дека ќе бидам сигурен пратеник. Ми беше гарантирано местото и еве од тука се заблагодарувам на Европскиот фронт на коректниот однос. За СДСМ не беше прифатлива одлуката Зулфикар Зейнула да биде нов министер без ресор, а тоа во името на пратеничката група на СДСМ го образложи координаторот Оливер Спасовски, кој што кажа дека Зейнула не бил избран поради своите способности, односно бил избран поради политички договор. Сепак и кажа дека тие немале ништо лично против Зейнула, бидејќи тој бил претходно дел од нивната коалиција, но сепак не дадоа поддршка, односно гласаа против изборот на Зулфикар Зейнула за нов член на владиниот кабинет предводен од Христијан Мицкоски. Да слушнеме кратко што кажа Оливер Спасовски во собранието, зошто за СДСМ било неприфатливо Зулфикар Зейнула да биде нов министер без ресор. Ако ги погледнеме и резултатите во претходниот период, наместо резултати ние цело време имаме некакви коалицијски калкулации, договарања и така натаму. И моето прашање е дали изборот на председателот на Турската демократска партија
ќе помогне во однос на сите пропуштени работи кои што биле во делот на резултатите и ова што треба да го направиме во наредниот период. И апсолутно не се согласувам и не сакам да верувам дека наместо некаква визија за владата, ова е чиста борба за фотели. Како што кажавме, со 67 гласа за и 13 против, Зулфикар Зейнул е избран за нов министер без ресори. Тој од денеска ја превзема функцијата, откако тука во собранието даде и своја заклетва. Тој доаѓа од партијата Демократската партија на Турцијата, каде што е председател, партија која што пред некаде 10 дена подпиша коалиција со ВМРО ДПМН, со што владиното мнозинство во собранието доби еден пратеник плюс.